Жителите на Тетовска Луковица во надеж дека само уште оваа зима ќе се движат по земјениот пат до селото. Откако за општина Желино оваа делница од 5,5 километри не беше приоритет да ги искористат добиените средства од Светска банка, жителите ја продолжија борбата преку пратениците од Тетово, пошто со пренамена на средства од Министерството за транспорт и врски ќе бидат распределени 15 милиони денари. Со тој пат, со правењето на патот село Луковица, крстет село Луковица, ќе се заврши она долготрајно барање на иселениците и селото од 20-30 години, дека желбата ќе им се исполни со правење на патот од 5,5 километра. Средствата се обезбедени, се чека да сме здрави и живи на пролет да се почне со тие средства што ги пушта владата и еден апел да им благодарам на владата, благодарам на претеничката Фаница Николовска, исто така нема да ги заборавиме и другите пратеници што со Тетово во опозиција, начело со Александар Вајановски, со и тие се трудија доста за ова село, али уште еднаш ќе напоменам, оваа влада, пошто ја бев 2 пута со премиерот лично на разговор, она што го обеќаше го оствари, исто така и со министерот за транспорт и врски, бев ја лично, разговаравме и благодарение на претениците од Тетово, Фаница Николовска, кој бев нон-стоп у контакт и успеавме да го завршиме целата работа со помош на владата. 15 милиона денара се пуштени од влада. Се те 15 милиона денара претворени во евра, се тоа математички не 240-250 илјади евра. Моментално за 3 километра да. Меѓутоа, ја мислим дека, кај што направиме муавет, дека ќе се најде и други средства да се допре патот до село Луковица. Луковица е сместена на падините на Сувагора над езерото Козјак во преубава природа погодна за рурален туризам. Дополнително и економскиот развој на селото зависи од асфалтирањето на патот. Има 3 помали фарми, а на повидок е и 4-та, но на сите земјениот пат им прави потешкоти. Патот е полн со нерамнини и дупки, а во зима често е и непрооден. Заради патот се иселува, имаше и фарме, имаше не знам што. Сега ми се чини дека ќе има просперитет. Има повеќе заангажирани, заинтересирани, што може да дојда, да инвестира у селото. А таму има јавни објекти, значи 3 јавни објекти, можам да испомнам црквете Света Петка, Свети Илија и Свети Ѓорѓија, а многу народ ида. Претежно јас вчера дојдов од Луковица, пошто забранет е ловот на шарпланина, тамо има од цела општина Тетово и општина Желино многу луѓе ловџи. Селото е постојано живеалиште за 45 жители, додека за викендите и во лето иселените се враќаат во своето родно место. Се зголемува и бројот на нови куќи што се градат.